Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. 39-29 на отварањето на Европското првенство. Твој коментар за овие 60 минути? Одигравме добри, одлични 20 минути каде што и водевме. Имавме контрола над тоа што го правевме, знаевме што правиме, знаевме до некаде и тие што прават, но потоа нивната одбрана и нашите технички грешки заедно со транзицијата нивна си го направија своето, некои ситни грешки кои што против вакви противници е секогаш многу тешко да се одбранат. Можеше ли нешто да се спречи тука или можеше ли подобро да изиграме? Па, секогаш може подобро, секогаш може полошо, така да сето тоа е релативно. Сега од овој аспект е многу лесно да се коментира, не би сакал да коментирам за што би можело и како би можело. Како беше првото чувство кога влезе на стадионот? Па, беше добро, но сме играле во големи сали, ова е нешто величенствено. Се осеќа да ги слушавме нашите навивачи кај што не бодрат. Претпоставам дека беше тешко да се гледа и многу потешко да се гледа отколку да се игра доле на терен. Е задоволство и чест да се представува Македонија на еден ваков настан, на еден ваков стадион. Мислам дека ќе научиме нешто од оваа представа. Ако е нешто позитивно, имаш подобар скор во однос на Карабатич, на Никола Карабатич на овој надпревар. Се спремаше посебно или се е искуство? Добро, можда со него беше добро, па на останатите дава голови, нешто затворивме, нешто не успеавме. Против една ваква репрезентација е многу тешко да се одбраниш како репрезентација, како екипа, не само како поединец, како голман. Така да многу работи зависат и од нив, од нивните шутеви, од нашата одбрана. Дали се спрема како и за сите други, така и за него. Следува долг пат, имате доволно одмор, потоа Германија и Швајцарија. Да, треба да мислам дека од денеска ќе почнеме со припремање на следниот противник на Германија. Чекаме да видиме извештај или резултатот од овој надпревар кој што следува сега и со ладни глави да продолжиме во овие 3 дена да го спремаме тој надпревар против Германија.